Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Младите до 35 години добиваат единствена шанса за решавање на стамбеното прашање, нов владин проект за субвенционирање на стамбените кредити на младите. Во Делчево се чисти коритото на река Брегалница. Целта е спречување на поплави и заштита на животот и имотот на граѓаните. Платаните во село Мородвис Зрновци се прогласени за споменици на природата. Наскоро ќе се конзервираат, ке им се одредува староста и ќе се постават табли и заштитни елементи. Премиерот Никола Груевски најави нов проект за младите до 35 години. Се работи за два модели за помош на младите во решавањето на стамбеното прашање. Заинтересираните ќе можат да бираат помеѓу субвенционирање на ратата за стамбен кредит или субвенција за учество за кредит. Едно од најзначајните животни прашања кое се поставува пред секој човек е обезбедувањето на сопствен дом. Премиерот Никола Груевски денес објави проект кој во голема мера ќе го олесни решавањето на стамбеното прашање на младите. Еден од најзначајните проекти на владата е Купи куќа, купи стан. Преку овој проект во изминативе 4 години, преку неповратни средства кои ги доделуваше владата, односно субвенционираше, издвои 4 милиони и 700 илјади евра и се помогна на 728 семејства да го решат прашањето на стекнување на сопствен дом, стан или куќа. Овој проект е сериозно унапредување и воспоставување на посебен фокус за поддршка на младите луѓе до 35 години, кои ќе можат да стекнат свој дом, бидејќи токму овие семејства се тие што започнуваат да создаваат сопствен дом. Премиерот Никола Груевски најави дека најдоцна од 1 февруари 2016 година, покрај тоа што продолжува проектот Купи куќа, купи стан, тој продолжува и понатаму, а ќе стартува нов проект, проектот Купи куќа за млади. Младите ќе може да бираат меѓу два модели. Првиот модел е субвенција на ратата, во која влегува главнината и каматата, а вториот модел е субвенција на учеството за кредитот за купување куќа. Да образложам сега подетално. Доколку го изберат првиот модел, моделот рата, владата ќе отплаќа 80% од секоја месечна рата, во која влегуваат и главнината и каматата, од кредитот, во време трајање од 8 години, а по овие 8 години, владата уште 3 години ќе отплаќа 50% од секоја месечна рата во овие 3 години. Значи, вкупно, 11 години ќе се исплаќаат субвенции за месечната рата за кредитот, и тоа 8 години 80% од месечната рата, и уште 3 дополнителни години после овие 8 години ќе исплаќаме уште 50% од месечната рата. Например, за месечна рата од 200 евра, владата во период од 8 години ќе отплаќа 160 евра месечно, а корисникот на кредитот 40 евра месечно. По овие 8 години, во периодот од 3 години, владата ќе отплаќа 100 евра од ратата, а корисникот исто така 100 евра во период од 3 години, 9-та, 10-та и 11-та година. Субвенциите кои ги образложив и кои ќе ги дава владата се однесуваат, односно важат за кредитите до максимален износ од 50.000 евра. Корисниците на проектот може да земат кредити повисоко од оваа сума, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до 50.000 евра. Периодот за враќање на кредитот, за кој ќе важат субвенциите, кои ги образложив, може да изнесува најмногу 20 години, односно кредит до најмногу 20 години за отплата. Апроксимативните проценки покажуваат дека за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. Значи, за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. За кредит од 40.000 евра,
корисниците ќе добијат субвенција до 28.000 евра. За кредит од 30.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 20.000 евра, или 2/3 од целиот износ. Каматните стапки ќе останат исти како и досега, односно 3,95% првите 3 години, 4,44% четвртата и петата година, а после тоа каматата ја одредува банката, но не смее да биде повисоко од каматните стапки за останатите кредити за стан или куќа. Тоа е за првиот модел. За вториот модел, доколку некој го одбере вториот модел, моделот наречен учество, во кој владата отплаќа дел од учеството во кредитот за куќата, субвенцијата ќе биде исто така повисока за корисниците кои имаат до 35 години, односно, субвенцијата од страна на владата ќе изнесува 100% од учеството за кредит за куќата. И оваа субвенција може да достигне сума до 12.500 евра, доколку се користи максимален износ на кредит од 50.000 евра. Тоа се средства кои владата веднаш ги уплаќа во име на корисникот на проектот, односно на кредитот. Позитивно во овој модел е што каматната стапка е фиксна за цело време на отплата на кредитот или 4,5% плюс месечен Еурибор. За аплицирање за младите, условите остануваат исти како во проектот Купи куќа, купи стан, со услов корисниците да имаат 35 години, а ако се работи за брачни другари, најмалку еден да е 35 години. Корисниците кои сакаат да го искористат проектот е да немаат друг стан или куќа, истовремено да немаат подигнато ниту кредит за друг стан, инаку овој проект е проектиран само за куќа со цел подршка на наталитетот, а примањата на брачните другари што ќе аплицираат треба да се 900 евра по поединец или заедно да имаат 1300 евра примања. Продолжуваме со регионалните теми. Директорот на јавното предпријатие Исар Штипе ставен на репрезентативната листа на реномираното економско списание Балканика. На крајот на секоја година ова списание бира 30 успешни менаџери од сите области. Годинава Балканика цени дека директорот на јавното предпријатие Исар заслужува да се вброи меѓу 30-те избрани. Прогласувањето за бизнис директор за 2015 година ќе ми представува дополнителен мотив за да работам повеќе, да се вложам повеќе. Меѓутоа, како што и сами знаете, ние не работиме за добивање на награди и медали, доку ние континуирано работиме во интерес на граѓаните. Ова представува мотив, меѓутоа наш најголема придобивка и најголем мотив се е радост на граѓаните, повеќе паркови, средени канализации, средени водоводи, среден зоопарк, средена бања, среден пазар, редовна хигиена на улиците. Започна активностите на општина Делчево за чистење на речното корито на река Брегалница и незините притоки. Целта е спречување на поплави и заштита на животот и имотот на граѓаните. Општина Делчево започна со реализација на активностите предвидени со акцијскиот план за чистење на речното корито на река Брегалница и незините притоки. Акцијски план кој што општина Делчево го има изготвено согласно акцијскиот план за чистење на речните корита на целата територија на Република Македонија. Со акцијскиот план кој што ќе се спроведе од 2015 а сега и 2016 година ќе се спроведе чистење, односно канализирање на речното корито прво на река Брегалница, незините притоки. Согласно тоа направени се стационажи, односно конкретни локации каде што координативното тело од општина Делчево, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, полициската станица од општа надлежност Делчево, територијалната противпожарна единица МЗШВ, подрачните единици, Македонски шуми, подружница Голак, сите тие учествуваа во приготувањето на акцијскиот план.
предвидени се стационажи, односно локации на кои што ќе се извршуваат активностите за чистење на речното корито, негово проширување, како и градење на заштитни појаси, пред се во урбаната средина. Чистењето на река Брегалница во урбаниот дел е поделено на два дела: гумена брана база Гранит и гумена брана индустријска зона Долни Бавчи. Во тој склоп се одредени критични точки, на кои што критични точки од 15.12.2015 година се отпочна со активности, се изготвени сите законски акти согласно законските нормативи предвидени во Република Македонија, како на државно, така и на локално ниво. Изберен е економски оператор кој што ќе ги извршува активностите на транспарентна тендерска постапка и, како што реков, од 15 декември 2015 година се отпочна со работи на терен. Главната цел на спроведувањето на акцијскиот план е спречување на поплави и други елементарни непогоди, предизвикани од надојдувањето на водите на река Брегалница и незините притоки при обилни врнежи од дожд и снег, односно заштита и превенција на животот, здравјето и имотот на граѓаните на општина Делчево. Во Пекчевско се решава проблемот со фекалната канализација во Умлена. Проектот се реализира со финансиска подршка од Агенцијата за рурален развој, од каде се обезбедени средства во висина од 1 милион денари. Општина Пекчево продолжува со проектите од сите области кои се од витално значење за подобрување на животот на жителите во градот Пекчево, како и селските средини. Општина Пекчево деновиве заврши со реализација на уште еден проект кој е витално значење на граѓаните. Заврши реконструкцијата на фекалната канализација во село Умлена, проект кој локалната самоуправа го доби преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија. Со овој проект конечно проблемот кој го имаат жителите на село Умлена со фекалната канализација станува минато. Со овој зафат приклучок во канализационата мрежа ќе добијат неколку семејства, со што трајно се решава проблемот на одведување на отпадните води, кој пак од друга страна придонесува за зачување на заштита на животната средина. Инаку изведувач на градежните работи е фирмата СД Транс, а општина Пекчево за овој проект преку Агенцијата за рурален развој обезбеди финансиска подршка од 1 милион денари. Во Кочанската населба Оризари денес се асфалтираше вториот крак од улицата Гоце Делчев. Се работи за капитален проект за кој се издвоени средства во висина од 5 милиони денари, обезбедени од Агенцијата за рурален развој. Наскоро ќе се асфалтира и првиот крак од оваа улица. Нови 480 метри асфалт добија жителите на населбата Оризари. Се работи за асфалтирање на вториот крак од улицата Гоце Делчев, каде покрај асфалтот се поставени и тротоари и потворни ѕидови на неколку делови покрај реката. Градоначалникот Радко Димитровски денеска направи увид на градежните активности во населбата Оризари. Ова е еден од капиталните проекти за Оризари, со кој што ќе му дадеме еден сосема нов, сосема поинаков лик на селото Оризари, на населбата Оризари. Значи, се работи за должина од околу 500 метри, поточно 480 метри. Кејска улица, која што е со различна широчина, на почетокот со 7 метри, да подосна биде во 5 метри. Со комплетно решавање на инфраструктурата, значи и со атмосферска канализација, и со дополнување на фекалната канализација, со изработка на тротоари, значи едно комплетно решение. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој и средствата се во висина од околу 5 милиони денари. Градоначалникот Димитровски најави дека за неколку месеци ќе започне асфалтирањето на првиот крак од оваа улица која води до магистралниот пат. Очекуваме дека во краток период, значи за неколку месеци, ќе продолжиме и со кракот 1, односно приклучувањето до магистралниот пат, со што Оризари ќе добие еден сосема нов, сосема поинаков лик, односно ќе завршиме комплетно едната страна од Оризарска река, за да Оризари добие еден сосема поинаков лик. Со ова заврши асфалтирањето на планираните улици во населбата Оризари. Платаните во село Мородвис, општина Зрновци, се прогласени за споменици на природата. За нивна промоција и заштита, општина Зрновци и Сдруженијето на граѓани, Движење за одржлив развој Кочани, обезбедија финансиски средства за нивна конзервација, одредување на староста, поставување на табли и заштитни елементи.
Преку програмата за зачувување на природата на Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, Општина Зрновци и Сдруженијето на граѓани, Движење за одржлив развој Кочани обезбеди финансиски средства за заштита и промоција на група платанови стебла во село Мородвис и нивно репрогласување за споменици на природата. Веќе ни се одобрени средства да овие платанови стебла во село Мородвис бидат заштитени. Овие стебла еднаш биле заштитени во составот кога нашата општина беше во составот на општина Кочани, значи некаде 84 година. Тие се заштитени како споменици на природата, меѓутоа ние сакаме да го тоа повторно обновиме со тоа што планираме на сите овие стебла, значи извршиме и одредено конзервирање, меѓутоа исто така и заштитување со закон, се со цел да не можат, значи, граѓаните да ги оштетуват, ќе бидат ставени табли дека овие тоа се споменици на природата, ќе бидат конзервирани и ќе се наоѓаат и по некое суво стебло, меѓутоа истите ќе бидат обградени со клупи за седење. Овие платанови стебла кои што ние кај нас ги викаме, тоа се, значи, чинари од типот, од видот на чинари, дрвја, негде ги има околу 7-8 стебла. Тоа се стари сигурно повеќе од 500 и можеби повеќе години, токму, значи сега со изработката на оваа елаборат, на оваа студија, при самата заштита, значи ќе биде одредена и староста на овие платанови стебла. Значи тие од секогаш постојат, меѓутоа од секогаш не интересирало од кога се насадени, бидејќи, значи, генерации кажуваат дека можно е да бидат постари од 500-600 години. Вчера беше презентиран елаборатот за ревалоризација на природната реткост платанови стебла во село Мородвис. Во понатомошниот период следува конзервација, одредување на староста, поставување на табли и заштитни елементи. Штипскиот народен театар подготвува новогодишна детска представа Честитка за Дедо Мраз. Премиерата е закажана за понеделник 21 декември. Од понеделник најмалите штипјани и сите кои уживаат во новогодишните приказни ке можат да ја гледаат најновата представа која се подготвува во Штипскиот народен театар. Новогодишната представа со наслов Честитка за Дедо Мраз е работена според специјално за оваа намена напишано сценарио. Текстот го пишуваше Весна Куслеска, тоа е наш вработен член и наменски е пишуван за оваа пригода. Во представата Честитка за Дедо Мраз ке можеме да видиме дел од актерите при Штипскиот народен театар. Некои од нив глумат повеќе улоги. Велат поради големото задоволство да се работи за најмалите, тоа воопшто не им представувало проблем. Имам две појави, тоа се појавата на готвачот, на чевларот, потоа играм Снешко Белчо, кој што не може да каже С, па се вика Нешко Белчо. И исто така го играм Прасето. Така да играм 4 улоги, ќе мора да менјам повеќе костими за ова кратко време. Неколку пресоблекувања, 3-4 пресоблекувања, што бара дополнителен ангажман, нели, за целата работа. Време тренјето од лик во лик. И така, добро, тоа се тајните на занаетот, што би се рекло. Содржината на представата е за едно девојче родено токму на Нова година. Девојче кој сака да му се обрати на Дедо Мраз, да и помогне токму за овој новогодишен дочек да не биде сама, туку да го прослави својот роден ден со своите родители. Девојчето го глуми Емилија Ристевска, на која ова и е трет настап на Штиците кои живот значат. Нејзините родители биле на новогодишна прослава. И таа била сама за Нова година? Да, таа била многу осамена и таа постала се сретнала со два лика кои доваѓале од други светови. И што се случило со тие два лика? Кои два лика? Принцесата Лу и малиот принц. И што прават тие? Тие се многу забавни, магични, правиме забаве таму. Се забавуваат цело време, излаваат од зидови, влегуваат, воведуваат во приказни. Ве покануваме да дојдете да ни гостувате во театарот, да се дружиме, да си пееме и да се смееме. Ете, поздрав до сите!
Во Брисел денеска почнува дводневен самит на шефови на држави и влади во Европската Унија, на кои главни теми ќе бидат бегалската криза, заштита на надворешните граници на Унијата, борбата против тероризмот и можно излегување на Велика Британија од Европската Унија. На иницијатива на германскиот канцелар Ангела Меркел ќе биде одржан и состанок за распределба на бегалците во Европа, на кој ќе учествуваат држави кои примиле најголем број бегалци. Тема на самитот ќе биде и желбата на Британија да ги реформира своите врски со Европската Унија. Русија ја укинува зоната за слободна трговија со Украина од 1 јануари, на денот кога стапува на сила договорот за слободна трговија меѓу Киев и Европската Унија. Се наведува во указот кој во средата го потпиша председателот Владимир Путин, а претходно украинскиот премиер Арсений Јуценјук објави дека Украина ќе ја запре трговијата со Крим за 30 дена, истакнувајќи дека снабдувањето со Црноморскиот полуостров со електрична енергија ќе биде засебно прашање. Москва постојано повторува дека поради договорот за слободна трговија меѓу Украина и Европската Унија, рускиот пазар би можел да биде преплавен со нецаринети европски производи и затоа е принудена да превземе мерки за трговска заштита. Соединетите Американски држави доставија нова пратка муниција за арапски борци во Сирија, кои се очекува наскоро да влезат во борба со Исламска држава за градот Шадади, кој е важен логистички центар за радикалната организација. Тоа е трета пратка за сириските арапи, откако САД почна да ги снабдува со муниција во октомври. Арапските борци се околу 5000 луѓе и заедно со курдските припадници се дел од воената коалиција Сириски демократски сили, јавуваат американските медиуми. Атлетската федерација на Македонија денес во Штип го одржа 24-тиот работен состанок со членовите на извршниот одбор на Атлетската федерација. На дневниот ред беа следниве точки: организирање за избор на спортисти на годината, разгледување на програмата за работа за 2016 година, формирање на стручен совет, како и многу други. Основната цел е нормално имаме завршува годината 2015 заминува и главна цел ни е да ја изабереме најдобрите спортисти до 2015 година. За 2015 година најдобар атлет ќе биде Ристе Пандес, согласно критериумите и таблицата кои ќе постигне резултатите во 2015 на Европскиот куп кој се одржи во Баку. Истрча 10:70 секунди и тоа е најдобар резултат. Кај девојчината ќе биде избрана Дрита Ислами со исто така од солиден резултат во дисциплина 400 место пречки од 63-42 кој постигна годинава. Имаме и други активности кои што се многу битни и важни. Донесување на програмата за 2016 година која што е доста обемна и зафаќа голем број на активности кои што се предвидени и на надпревари и во инфраструктурата и организација на семинари на стручно совршени нашите атлетичари, односно тренери. Па согласно програмата на Атлетската федерација на Македонија предвидено е секојаш така при крајот на годината одлично се сумират резултатите. Извршниот одбор согласно своите статутарни обврски има задача да ги верифицира рекордите, да ги верифицира ранглистата на по резултати. Се разгледува извештајот за постигнатото од 2015 година, предлог програмата за 2016, календарот е веќе усвоен за 2016, се знаат кои се следните активности. Согласно средствата кои ќе бидат добиени и одобрени за 2016 година, тоа ќе зависи и како ќе биде текот на активностите во 2016. Како што изјави председателот на Федерацијата на Македонија, Атлетската федерација вети многу поголеми успеси во наредната година, а Олимпискиот комитет на Македонија ќе вложи многу повеќе во овој спорт. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.